Граѓаните на Кочани со недели протестираат против загадениот воздух. Дали локалните власти го поддржуваат овој протест и што прават во врска со ова? Пожарите кои го зафатија летото овој град беа најголеми во последните години. Колку Кочани е подготвен за нови предизвици? Каква е соработката меѓу локалната и централната власт? До кога локалните власти поточно ќе бараат финансиска поддршка од државата? Како се менеџира буџетот на градот Кочани? Во наредните минути следува интервју на мојот колега Игор Стојанов со градоначалникот на Кочани. Ќе започнеме со она што е најактуелно за општина Кочани. За жал, тоа е тема која што е актуелна изминативе неколку години. Paper Mill, загадување, имаше неодамна протести, луѓето, граѓаните најавија дека ќе протестираат, можеби и секојдневно, се дека нивниот проблем не се реши. Има ли општината став за ова, кој е вашиот личен став и ставот на општината во однос и на протестите и можеби на евентуална поддршка на нив? Како човек и како градоначалник стојам на заложбите за обезбедување на здрава животна средина, чист воздух за граѓаните на Кочани. И ги разбирам потполно луѓето кои излегуваат на протестите. Не сум се појавил како лична поддршка, но ги разбирам и ги сваќам нивните напори и ќе направиме максимум за да ги поддржиме во правецот на обезбедување на здрава животна средина. Граѓаните бараат поставување на мерна станица околу фабриката, што би требало според нивната идеја да ја финансира токму општината. Што гледате ли нешто лошо оваа идеја? Компанијата Paper Mill е задолжена од референтна фирма која ќе врши мерење да го прави тоа во континуитет. И јас мислам дека истите тие го прават тоа мерење и веројатно резултатите, ако се побарат, ако се седне на маса, ќе бидат презентирани. Беше спорно во делот на компанијата која ги прави мерењите. Мислам дека го надминаа тоа. Треба да се проверат мерењите и резултатите и во еден дел барањата одеа во делот на параметрите кои се дозволени со интегрираната дозвола која има добиено компанијата Paper Mill од Министерството за животна средина и просторно планирање и барањата од страна на граѓаните. За жал лето бевте актуелни и по пожарите. Тоа беше можеби најсериозниот пожар во последните неколку години, можеби децени во Кочани. Од позиција на опозиција рековте дека справувањето, кога бевте опозиција, рековте дека справувањето со пожарите е неуспешно, несоодветно и рековте дека е потребно да се направи стратегија за справување со кризи и ќе формирате посебно тело во рамките на општината кое што ќе се справува со кризи, а воедно и ќе ги зголемите капацитетите на противпожарните единици. Што од ова е и до каде е, заради тоа што летото доаѓа и можно е да речеме нови проблеми. Пожарот кој се случи на 2 август минатата година ги покажа сите слабости во делот на справувањето со овакви елементарни непогоди од повисоки размери и беа сериозни последиците по општина Кочани со тоа што и сега стојам на ставот и сметам дека се реагираше несоодветно. Но од друга страна овие пожари не опоменаа и ни поставија дополнителни обврски да работиме на создавање на услови и капацитети за справување со ваквите елементарни непогоди. И една од добрите работи е појавата на ентузијасти кои формираа доброволно противпожарно друштво, поучени од искуството кое се случи на 2 август и кои дојда од голем број граѓани се појавија на самото место во делот на желбата да допринесат во справувањето со пожарот, но сметам дека тогаш несоодветно беа и спремни и вклучени. Затоа доброволното противпожарно друштво влегува со своја програма која ќе биде поддржана од буџетот на општина Кочани. Опозицијата реагира на некои од нивните проекти кои што биле започнати, не се довршуваат. Што стои за ова? Нема авторизација на проекти. Проектите се креирани и иницирани од страна на граѓаните. Градоначалниците или советничката група која го води мнозинство во советот има можност да менаџира со реализацијата на вакви проекти. Проектот со улица Стево Тодосијски каснеше заради
барање на продолжување на рокот од страна на изведувачот, го доби тоа продолжување и сметам дека ќе излеземе со дополнителниот рок, ќе излеземе во покривање на завршување на сите активности во реализацијата на и довршувањето на ова улица. Пред неколку дена се заврши експроприацијата на уште два објекти кои беа расчистени и беа срушени, што се отвара фронт за дополнителни работи и активности. Влегувањето во зимската сезона и затварањето на работата на асфалтните бази е една од причините, меѓу другото и за улицата со Стево Тодосиевски и за кружниот кај Пепра Мил. Со создавањето на можности и временските прилики кои ќе дозволат компаниите кои ги имаат склучено договорите за реализација на овој проект ќе бидат спремни и сметам дека нема никаква пречка или никаков бирократски или институционален застој во делот на реализацијата на ваквите проекти и сметам дека ќе бидат реализирани и завршени. Детските градинки се некој проект кој што го направи Министерството за труд и социјална политика, кој што го имаше и во Кочани, како што знам и имаше и примо предавање, министерката беше тука. Зошто таа се уште не е пуштена во функција? Не ви е точна констатацијата дека е направено примо предавање, министерката била во посета и увид на работите. Според луѓето делегирани на општината кои водат сметки и прават надзор во реализацијата на овој проект, има одредени пропусти и не е извршено примо предавање. Општина Кочани имаше обврска да направи приклучок на електрична енергија и една од причините за каснењето со пуштање во работа на овој објект од детската градинка Павел Велјанова е отстранувањето на пропустите и забелешките кои беа упатени од Министерството за труд и социјална политика до компанијата која го изведуваше овој проект, да бидат отстранети недостатоците и една од суштинските работи за каснењето или за неможностите за ставање во употреба е изградбата на пристапниот пат, кој сметам дека требало да биде паралелно работен во периодот кога се влегувало во реализацијата на овој објект, но работиме на проектот, односно на проектната документација, а работиме и на терен во делот на подготовка на теренот за да се влезе во фаза на изработка на трасата на пристапниот пат, на тротоарите кои ќе водат до овој објект и сметам кога ќе се биде тоа сето заокружено, ќе имаме можност да го ставиме во употреба и да ги изголемиме капацитетите на детската градинка за да можат да бидат прифатени поголем број на деца. Така. Колку тешко поминуваат дел од точките во Советот? Знам дека имате одредени потешкоти да поминат дел од точките поради конфликт на интереси на некои од советниците, особено или за дел од јавните предпријатија, некои од седниците, ако не се лажам, беа и прекинати токму поради тоа. Вие баравте толкување или Советот бараше толкување на некои од точките дали имаат право да гласаат дел од советниците, колку тешко ви поминува тоа и колку го гледате во тоа пречка за реализација на проектите? За одговор на оваквото ваше прашање, сакам да го кажам односот на силите во делот на структурата на Советот. Социјалдемократскиот сојуз има 8, со својата коалиција има 8 советници, ВМРО ДПМН со својата коалиција има 8 советници, кон социјалдемократскиот Сојуз и нивната коалиција најчесто имат поддршка од еден независен пратеник, а на другата страна се прави мнозинство со поддршка на Левица и на советникот од Либерално-демократската партија, кој меѓу другото е работен во комуналното предпријатие и во делот на точките кои се чувствителни и односно се однесува за комуналното јавно предпријатие, има судежни интереси и тогаш не може да гласа советникот за точките кои се однесуваат за комуналното јавно предпријатие, иако на другата страна има уште еден вработен на страната на опозицијата кој е вработен во комуналното јавно предпријатие и суштината е во делот на мнозинството од присутните. Затоа го побарахме толкувањето кај законодавна правната комисија во состав на Собранието на Република Македонија, упативме дописи до инспекторатот во состав на Министерството за локална самоуправа и се уште ги немаме добиено одговорите на нашите поставени прашања. Во суштина се случува тоа дека
опозицијата, сегашната опозиција прави обиди да биде конструктивна во одредени теми за кои смета дека треба да ја дава својата подршка, но за темите кои имаат политичка тежина и се со сензитивни за мнозинството, ги користат сите механизми да им го загочат политичкиот рейтинг или функционирањето на мнозинството во работата на Советот. Тука се пред се точките кои се однесува за комуналното јавно предпријатие и темите кога дојдат, меѓу другото извештајот за работата, програмата за работа на комуналното јавно предпријатие и пред се за кое сметам дека имаат греф во делот на подршката и штитењето на јавни интереси и утврдувањето на цената на чинење на единица метар кубен на геотермална вода, која се врачува до корисниците на геотермалната вода во делот на оранжеријскиот комплекс, а за која комуналното јавно предпријатие има обврска да ја плати. Таа нова цена, иако не е изгласана, висината на концесискиот надомест кој учествува во структурата да за формирање на цената на геотермалната вода, мора комуналното јавно предпријатие да го плати кон Министерството за економија. Тука недостасува разликата од старата до новата цена, која треба да добие подршка од страна на советниците. Сметате ли дека тоа е пречка за функционирањето на општината? Можете ли да се договорите со советниците на СДСМ за некои прашања? Не е пречка, тоа е натовар на граѓаните на општина Кочани. Кога водовод го плаќаат сите граѓани. Значи, тоа е суштината. Инаку не е пречка, само треба да се има разбирање. Тоа неколку пати се е истакнато од говорницата. Се работи од старата до новата цена околу 3 денари. На 300 до 400.000 метри кубни испорачани во овој период од сезоната, во пролетниот дел кога се испорачува, по 3 денари може да пресметете колкав е товарот за комуналното предпријатие, а распореден на сите граѓани на општина Кочани заради немањето чувство од страна на сите советници за да ја поддржат оваа точка. Ви благодарам за разговорот. Ми беше задоволство.